Проблемите со тироида се многу чести на наше во поднебје, речиси секоја втора жена има проблем со тироидата, но не се исклучени и припадниците на посилниот пол. Зошто толку често се јавуваат пореметувања на тироиди и што се причините за тоа? Пред се поздрав до сите. Причините се, како да кажам, контаминацијата на од која што сме обкружени од сите страни, воздухот, храната, водата, која што исто така не е да речеме 100% чиста онака како што треба да биде, а тироидата е една жлезда која што е многу осетлива, која што треба да секогаш да биде чиста, секогаш да биде нахранета со потребните состојки кои што се неопходни за да функционира онака како што треба, а неопходни се селенот, цинкот и јодот. Особено јодот. Знаеме дека уште пред 100 години е откриено дека недостаток на јод предизвикува гушавост, а ние сме во едно поднебје кај што имаме недостаток на јод во самата почва и јодот, па за среќа имаме многу ореви, можеме да го искористиме од зелените оревчиња кои што може да се обработат на неколку начини, веднаш ќе ги кажам. Значи од нив може да се направи тинктура, може да се стават исто така, значи во ракија, може да се стават во мед, каде што медот или ракијата ќе успее да го извлече јодот и знаеме сите ќе се добие она црна прекрасна боја. Во суштина тоа е јодот кој што го содржат младите оревчиња и за сите значи луѓе кои што имаат и кои што немаат проблем, советувам обавезно, значи барем 2 пати неделно да пијат по една лажица вака направена тинктура, барем еднаш неделно или по 2-3 лажици мед, да користат мед кој што е добиен на овој начин, за да може да го задоволат јодот во својот организам, затоа што ние сме далеку од морињата, немаме толку јод. Исто така можам да споменам тука, нели, да се користат и морски плодови барем еднаш 2 пати неделно, за да може да се задоволи јодот. Меѓутоа, добро е да се користи преку оревчињата, затоа што тоа е најприроден начин кој што можеме да го внесеме јодот, кој што не е само за тироидата, него за целиот организам, за многу преку 40 функции се одвиваат благодарение на јодот и една од причините е таа, како што кажав, загаденоста, недостатокот на овие состојки. И сега оние сите кои што имаат проблем треба да користат повеќе селен. Што значи тоа? Природно може да го добијат од бразилски орев, секој ден по еден бразилски орев и по една рака семки од тиква кои што имаат цинк, или може да користат ладно цедено масло од семки од тиква. Во сега е период на салати кога се јадат многу, па наместо да се користи маслиново масло, барем 2-3 пати неделно да се искористи маслото од семки од тиква, за да се внесе доволно цинк во нашиот организам. И тука природата била исто дарежлива кај нас. Ние имаме една одлична билка која што многу добро го решава проблемот со тироидата. Станува збор за билката Галиум верум, или позната во народот како иванско цвеќе. Тоа е едно прекрасно со жолти цвеќиња, го има на нашите планини некаде од 1200-300 надморска висина нагоре, кое што може исто така да се набере, да се приготви чај од него, може да се направат сирупи, може да се направат тинктури. Е одлично средство природно за функционирање, за подобрување на функцијата на тироидата, затоа што, како што кажи ти во самата најава, најголем проблем имаат со така наречената диагноза на тироидата Хашимото, која што представува автоимуно заболување. А кога станува збор за автоимуно заболување, тоа значи дека нашите клетки се затруени, веќе нашиот организам не ги препознава како своји, па сака на некој начин да ги отстрани. Најдобро е тие да се исчистат, да бидат онакви како што треба, да бидат функционални, и ова се тие накратко совети кои што можат, нели, да помогнат многу за подобрување на работата на тироидната жлезда. Секако тука се и движењето во природа, на чист воздух по нашите планини, кој што придонесува исто така на некој начин да се исчисти тироидата и да функционира онака како што треба, затоа што таа има многу потреба од не само белите дробови, има потреба од многу чист кислород кој што ќе ја овозможи да функционира правилно, а таа е задолжена баш за многу функции во нашиот организам. И знаеме, секој што има проблем со тироидата, различни луѓе имаат различно пореметување, затоа што таа е регулатор на многу функции во нашиот организам, и затоа мораме да се грижиме и таа да остане здрава. На што уште треба да внимаваат луѓето што имаат проблем со тироидата?
Па треба да внимаваат да не внесуваат многу, да речеме, масна храна, поготово храна од животинско потекло, многу мрсни сирења, кои што исто така, да речеме, зголеменото количество на масти може да влие на работата на тироидата. Во овој, поготово во овој летен период, повеќе да се користат овоше, зеленчуци, салати и на тој начин ќе придонесеме за да може организмот полесно да функционира, за да не ја поремети работата на тироидата, затоа што таа нели секако се храни од нашата крв, а крвта треба да биде чиста, да не биде замастена, да биде силна крвта, да содржи доволно количество на хемоглобин и железо и овие минерали кои што ги напомнав, значи селенот и цинкот, и на тој начин ќе имаме сосема здрава тироида и поготово советувам они кои што имаат проблем со тироидот исто така додат на море, да поминат одреден период таму и секогаш да бидат будни во 5 часот наутро кога изгрева сонцето. Тоа е еден од најдобрите лекови за подобрување на функцијата на тироидата преку дишењето на чист воздух хубав кој што е богат со јод, со фактички со еден здив да направат две добри работи за својата тироидна жлезда. Колку стресот има влијание на тироидата? Огромно влијание, можам да кажам дека стресот покрај овие работи што ги напоменав, дури стресот зазема повеќе од 50% од тироидата, затоа што, како што кажав, таа е многу осетлива жлезда, која што една мала дисфункција да имаме во организмот, таа знае да трпи, така да многу е битно да бидеме смирени, да бидеме полни со љубов, колку можеме да не се нервираме, значи да можеме да ги прифатиме работите онака како што сме, да бараме решение, да не избувнуваме веднаш, затоа што тој наплив одеднаш на нервоза, на како да кажам, на незадоволство може да предизвика многу лошо влијание на тироидот и таа да почне на некој начин да не функционира онака како што треба. Стресот е многу битен да се отстрани од нашите животи. Не само за тироидата, за сите, меѓутоа, како што кажете, тироидата, мислам дека најмногу пати од сите жлезди тироидата, па после доаѓаат бубрежните жлезди кои што исто така на стрес многу лошо делуваат. Значи, здрава храна, редовна, умерена физичка активност и што почесто престојување во природа, покрај море или на планина за да се дише чист воздух, што ќе придонесе нели да бидеме во помалку стресна околина и на тој начин да и помогнеме на нашата тироида да функционира правилно. Да, воглавно тоа е рецепт за здравје на целиот организам. Физичка активност, преку физичка активност ние се движиме, нашата крв циркулира, со дишење на чист воздух ги задоволуваме нашите клетки со кислород кој што е неопходен за сите процеси, со внесување на храна од природата го задоволуваме организмот со минерали, витамини и се што е потребно, така е и за тироидот и за сите. Тоа е рецептот е сега од нас зависи колку ќе можеме да го практикуваме тоа, меѓутоа во последно време миломе што повеќе луѓе почнуваат повеќе да го практикуваат. Тоа се надам и во иднина ќе биде така за да бидеме нели една здрава нација ние македонците, затоа што имаме толку убави планини, имаме толку убава природа, имаме убав овоше зеленчук и тоа треба повеќе да го користиме, да купуваме од пазарите, од локалните произведувачи, а оние странски компании кои што ни нудат убаво спакувани да ги наречам продукти во маркетите да се избегнат колку што можат и така ќе бидеме сите многу повеќе здрави, а со тоа и повеќе среќни. Љупче, благодарам за советите и се надевам дека и во иднина се повеќе ќе расте свеста за значењето на здравата исхрана и здравиот начин на живот за општа благосостојба на секој од нас. Јас се надевам дека е така и секогаш сум тука за вас во секое време да одвојам дел од моето време за да придонесеме за што повеќе луѓе да бидат здрави, а здравието е нели најбитно од се. Фала.